Се обратија Димитар Ковачевски и Миле Зечевич и заврши конгресот на СДСМ, барем засега без успех од четниот конгрес на идната опозиција. Причините биле што општинските организации немале доволно време да го погледнат обемниот извештај од над 60 страници кој што го напишало партиското раководство. Поради обимниот материјал на извештајот кој опфаќа политички, оперативен и аналитички дел, општинските организации на СДСМ побараа за да го анализираат, да се произнесат и да дадат свој придонес на ниво на општински изборни штабови и на ниво на општински организации во конечната верзија на извештајот за парламентарните и претседателските избори 2024. Конгресот на СДСМ ќе продолжи откако општинските организации ќе се произнесат за извештајот за претседателските и парламентарните избори, а за терминот дополнително ќе биде утврден. Во име на општинските организации барањето да се одложи конгресот го кажа Трајче Галевски, вели им требало време да го разгледаат. Председателот и генералниот секретар во нивното обраќање изнесоа дел од причините за изборниот пораз. До нас е доставен извештајот за парламентарните и претседателските избори за 2024 година, кој што е прилично обемен и се однесува на повеќе од 66 страни, каде има политички дел, оперативен дел, анализа на изборните резултати. Се очекуваше да има темелна дебата за причините поради кои СДСМ го доживеа најголемиот пораз на изборите, но сепак конгресот заврши со одложување. Дебата очекуваше и се уште актуелниот лидер на партијата во оставка Димитар Ковачевски. Гледайте, јас она што имав да го кажав и на 8 мај, исто така и на денот кога официјално се повлеков од позицијата председател на СДСМ на 22 мај. Очекувам отворена дебата, очекувам да се разговара конструктивно и отворено за сите прашања кои што влијаја на изборниот резултат и на овие избори, меѓутоа и на изборите во 2021 година, бидејќи тогаш не беше одржан отчетен конгрес, така да делегатите ќе имаат за што да разговараат, секако дека членовите на раководство ќе имаат своји одделни експозеа. Тоа го очекуваше и вице-премиерот за економски прашања во заминување Фатмир Битики, за кого постоја шпекулации дека може да прелета во друг политички табор. Отворено да се збори за изборниот резултат, за сите состојби пред изборите и како понатамо во следниот период, особено затоа што не очекува еден период на внатрепартиски избори. Сметам дека ова е точка на преврат во партијата и затоа е многу битен ден за мене. 29-тиот конгрес на СДСМ мина без поранешниот лидер на партијата Зоран Заев, како и без кандидатот за председател Јован Деспотовски. Дојдоа оние кои што имаат амбиција да бидат нови лидери Венко Филипче, Славјанка Петровска и Александар Бајдевски, но не беа расположени да дадат изјави за медиумите.